10 февруари е Светски ден на добрината. По тој повод ја поканив мојата денешна соговорничка Розалија Секуловска, лиценциран психолог, да зборуваме за значењето на добрината, односно како менталното здравје ќе го поврзаме со добрината. Да ве поздравам, добро утро до вас. Добро утро и благодарам на поканата. Така, ако спомнеме добрина, веднаш не потсетува на правење на добри нешта. Сега, ако го ја поврзаме добрината со менталното здравје, што на вас како психолог ве потсетува добрината? Добрината е во нас, во луѓето, кај некого повеќе, кај некого помалку, меѓутоа добрината се учи. Тоа значи дека уште од раното детство, колку повеќе децата се изложени со добри модели на идентификација, а тоа се првите модели, мама, тато и баба, дедо најчесто, и колку детето учи дека некој се однесува добро, така и детето тоа го асимилира, го повнатрешнува во себе и му станува како модел на однесување. Веројатноста да понатаму, кога ќе пораснат како повозрасни личности и тие прават добри дела, е многу поголема. Затоа велиме дека многу е убаво во животот да сме обкружени со позитивни модели на идентификација, каде што би го научиле елементот на доброто однесување. Инаку во однос на добрината, кога луѓето прават добри дела во однос на менталното здравје, се случуваат многу убави процеси во организмот, во однос на биологијата, се намалува кортизолот, хормонот на стрес, се зголемува хормонот на среќа, и затоа можеби луѓето ако влезат внатре во себе може да забележат дека кога ќе направат некое добро дело се чувствуваат посрекни, радосни, од друга страна го покажуваат тоа како модел пример и оние луѓе кои што во глобала прават почесто добри дела се многу поотпорни на стрес. Тоа значи дека многу имаат поголема резилиентност, тоа се нарекува како психолошка отпорност, и моментот да закрепнат кога ќе влезат во некои потешки животни ситуации за нив е многу полесна. Така, одлична дефиниција. Не очекував дека и ќе научиме нешто од она што го кажавте, што значи ќе бидеме поздрави ако правиме добри дела. Точно така. Бидејќи кажавте хормонот на среќа се ослободува, па ќе бидеме посрекни доколку правиме добри дела. И сега некој се поистоветува добри дела, значи купување на работи, подарување на поклони. Сето тоа е во ред. Од една страна ние живееме во материјално општество, каде што работите се материјализирани, потрошувачко општество, каде што има многу дразби од сите индустрии. Меѓутоа сето она кое што оди во екстремност, тогаш ние велиме дали тоа навистина е автентично и здраво. Мислам дека понекогаш се забораваат оние ситни подароци кои што се направени, купени мали од душа, а не се кој знае колку скапи. Така да вредноста на добрината не се гледа во големината на материјалното, туку во емотивната компонента која што се подарува со самото да речеме материјално. Така. Постои уште една работа која што ќе поврзаме со добрината, а тоа е можеби искористувањето на добрината. Или често пати добрите луѓе велат, баш дека сум добра, страдам во животот, ме искористуваат. Колку тоа држи вода? Тоа многу држи вода. Затоа што имаме два различни аспекти кога помагаме, кога правиме добрина, од автентичен аспект, од аспект јас сум плюс, светот е плюс, другите луѓе се плюс, и тогаш таа добрина е навистина дадена автентично од срце. За разлика постојат луѓе кои што помагаат, а некако во животот сето тоа им се враќа како бумеранг лошо и почнуваат да влегуваат во его позиција на жртва. И тогаш кажуваат јас помагам, јас правам добри дела, меѓутоа тоа никој не го цени, тоа го злоупотребуваат. И таа особа се како символ на наивна особа која што е искористена. Затоа велиме да се биде добар, но не по секоја цена. Но не наивен. Не наивен и не добар до степен да се нарушуваат своите морални вредности, принципи и граници. Значи, кога човекот се почитува себе си и кога помага, меѓутоа дава добрина до одреден степен, која што не е на негова штета, тогаш добрината е здрава и за него и за оној кој што ја прима. За оние кои што се многу добри и се чувствуваат искористени, како да знаат
да ги постават границите кон себе дека доволно е, не треба да бидеме подобри од она што сме, за да не искористуваат. Како да ја препознаеме таа граница? Да се заштитиме себе си на некој начин. Ја пак ќе речам добрина, да се биде добар не по секоја цена, да се постават граници, значи не мора секогаш да се влегува во таа улога на спасител, да спасувам некого, да помагам некого, затоа што секогаш и луѓето тоа што го прават и се што правиме има некоја секундарна добивка за нас. Да освестат зошто го прават тоа и на крај да освестат дека постојат и други начини на однесување. Може да се свртат да прават добрина кон себе. Тоа е грижата кон себе. Да го започнат денот со љубов кон себе. Што јас денеска добро можам да направам за себе, а потоа за другите. Јас се благодарам, одлично интервју, повеќе нели мотивацијско интервју направивме ова утро во чест на денешниот ден, светски ден на добрината. И сосема за крај, што според вас представува добрината? Како вие правите добри дела, како вам ви прават добри дела да се чувствувате добро? За мене добрината е морална вредност, човекова вредност, која што ако се негува ќе постои, ако не се негува ќе биде загубена некаде во светот, некаде во нас. Општествата кои што стимулираат добрина се поздрави општества, а ако сите ние сме единки на сите овие општества, тоа значи дека колку сме подобри, колку пружаме добрина, колку сме алтруистички, но не по секоја цена настроени, толку ќе имаме едно поголемо, посолидарно општество, кое што многу побрзо ќе закрепнува во ситуација на криза, на стрес, економска криза, во ситуации на траума, на ковид и други различни епидемии. Така да јас сум психолог, психотерапевт, правам добрина на некој начин, меѓутоа исто така не може да се живее автентично доколку јас не примам добрина. Така да балансот по мене е рецептот за здрав живот. Јас се благодарам за ова интервју и за сето она што ни го кажавте денес. Благодарам и вам. А денешниот ден искористете го да направите добро дело, бидејќи добрината е бесплатна. Дури една насмевка, една убава мисла, убав разговор со колегите и тоа може да биде еден вид на добрина. Останете со Канал 5 и здраво Македонија, имаме уште многу интересни теми.